Вонредна седница на Советот на град Скопје за чаирските дивоградби, по обвинувањата на градоначалничката Арсовска и по опозицијските прозивки и повици. 150 нелегално изградени објекти во Чаир се најдоа пред советниците. Седницата ја следи Симона Петровска. Симона, дали се слушаме, до каде е седницата, каква е дебатата? Да, Весна, пред малку заврши седницата. Советниците од владеачката ВМРО ДПМН ја прекина седницата. Инаку пред почетокот, односно пред половина час беше тензично на вонредната седница со меѓусебни обвинувања за точките, односно ситуацијата со дивоградбите во градот Скопје. Во вербален клинч влегоа градоначалничката Данила Арсовска со советниците од владеачката партија. Тука предлагам да го погледнеме овој момент. Дали се медиумите присутни во салава? Дали се медиумите присутни во салава? Дали го гледате ова? Абе со жив штит ќе ги бранат криминалци, ќе отидат, ќе легнат пред општина Чаир за да го бранат. Има тука два документи од кои не се дери, господја. Не се дери, господја, те молам. Не се дери, господја. Не се дери, господја. Господја, те молам, не се дери. Значи, штом до тука... Во документот што го има издадено Висар Ганију има два фалсификати кои што се направени на документи на град Скопје. Затоа, за да можете овие докази да ги согледате, треба да гласате и за оправданоста и за дневниот ред, зашто тука се оштетува градот Скопје, се оштетува. Председателе, не е точка на дневен ред. Чаир, за саре треба да разбориме, предлагачот треба да излезе и да каже. Ама за сите општини ќе вадиме. За сите општини имаме ние анализа. Вие рековте за сите општини, ние имаме анализа за сите општини. Ама нема дневен ред, градоначалник. Ама што се возбудувате толку? Луќе, дај реагирај бе дечко, не им кажувај вака да се однесуваат, те молам, ти си му личен советник и пиар на премиерот. Реагира, ова крајно неваспитано. Ти им кажуваш да урлаат половина саат, ајде Луќе. Те замолувам, ако сакаш, значи единствениот кој прави драми тука сте вие. Јас не гледам проблем да се обратам пред овие луѓе. Затоа са ако вие... Ве молам, не земавте збор. Барам, ме прекинавте и јас имам... Овие луѓе се изживуваат, значи, не можам да кажам. За заканите кон градоначалничката Данила Арсовска, министерот Панче Тошковски рече дека таа прави циркус и парада пред избори, дека доколку таа ги пријавила, МВР ќе постапува. Арсовска на тоа му одговори дека таа нема да се кандидира и повтори дека клучно е да се влезе во општина Чаир, да се собере документација, бидејќи уништуваат докази. Инаку, бидејќи доскорешниот председател на Совет Трајко Славевски е назначен за гувернер на Народна банка, во пракса е да председава најстариот член Халида Палоши, која што денеска не дојде на седница, па советниците изгласа со Советот да председава советникот Никола Пановски. Весна, уште еднаш да повторам, седницата заврши по барање на советничката група на ВМРО ДПМН, која што слободно може да кажам дека беше многу тензична, а на седницата, на вонредната седница денеска беа предложени две точки, односно точка предложена од Социјалдемократскиот сојуз, која што побара да се разгледува ситуацијата со дивоградбите во општина Чаир и останатите општини, додека пак од владеачката ВМРО ДПМН побараат ситуацијата да се разгледува во општина Саир и останатите општини, но како што и веќе кажав, тоа не се случи.